Почитувани ученици, добре дојдовте во еден нов видеозапис кој што е наменет за учениците од 4-то одделение и се однесува на предметот македонски јазик. Се надевам дека ќе уживате во оваа нова наставна содржина. Што ќе учиме? Ќе учиме зборови со спротивно значење. А целта на овој час е ученикот, односно ученичката, да го збогатува речникот со зборови кои имаат спротивно значење. Зборовите со спротивно значење, уште ученици, се викаат антоними. Ајде да ги разгледаме двете сликички кои што се прикажани на овој слайд. Лево гледаме сонце, додека десно гледаме месечина. Ученици, сигурно овие две сликички ве асоцираат на нешто што е спротивно. Токму така, сонцето не асоцира на ден, додека месечината не асоцира на ноќ. Затоа, зборовите ден и ноќ се зборови со спротивно значење или, како што ви кажав претходно, уште се нарекуваат или ќе ги сретнете како антоними. Да видиме кои се зборови со спротивно значење. Ќе дадам уште неколку примери со цел нештата да ви станат појасни. Ден, ноќ. Тоа веќе го кажавме. Спротивно од добар е лош. Спротивно од студени е топли, а спротивно од убав е грд. Овие зборови, ученици, често се користат во устниот и писмениот говор. Тие се користат за опишување на предметите, суштествата, појавите. Ќе наведам уште два примери преку реченици со цел да појасниме кога антонимите се наоѓаат во речениците. Надвор времето е студено. Ако треба оваа реченица да ја преформулираме со спротивен збор од студено, ние ќе запишеме надвор времето е топло. Тоа значи дека зборот студено е со спротивно значење од зборот топло, или зборот топло е антоним на зборот студено. Да го примениме ова што досега го научивме. Затоа пред вас, ученици, земете една тетрадка или еден лист хартија и прибор за работа, молив или пенкало и да ги напишеме вежбите кои што ни следуваат понатаму. Подготвив две вежби за овој час. Првата вежба е со цел да ги запишеме зборовите кои имаат спротивно значење. Ви понудив 6 зборови. Остар, тенок, висок, празен, гладен и светло. Ваша задача, ученици, е за овие зборови да запишете спротивен збор, значи збор со спротивно значење. Еве, јас ќе помогнам за првиот, ќе ви дадам пример. Остар. Спротивно од остар, сигурно погодувате дека е тап. Впрочем, и кога сме учеле математика за остар и тап агол, знаете дека се имаат спротивно значење. Ајде, ќе ве замолам во наредните минути да се потрудите и да напишете зборови со спротивно значење од веќе понудените зборови. Уште еднаш ќе ги повторам. Остар, тенок, висок, празен, гладен и светло. Повелете и уживете во вашата активност, која се надевам дека ви е навистина интересна. Секогаш учениците сакаат да имаат игра со зборови. Па и овој пат се надевам дека оваа активност ќе предизвика кај вас голем интерес. Внимателно прочитајте ги зборовите, бидете точни кога ги пишувате одговорите на истите. Внимателно прочитајте го барањето, која е вашата задача, бидејќи кога барањата ни се јасни, можеме да дадеме точни одговори.
Се надевам дека сте при крај со вашите одговори и секако со нетрпение очекувам да ги провериме точните зборови кои што требаше да ги запишете. А тоа ќе го направиме сега на следниот слайд. Еве ги ученици точните одговори. Спротивно од остар е тап, спротивно од тенок е дебел, спротивно од висок е низок, спротивно од празен е полн, спротивно од гладен е сит и спротивно од светло е темно. Уште еднаш ќе ви ги повторам. Остар тап, тенок дебел, висок низок, празен полн, гладен сит и светло темно. Се надевам дека и вашите зборови со спротивно значење се овие кои што ги гледаме во моментов. А сега да преминеме на вежбата број 2. Во дадените реченици напиши збор со спротивно значење за секој збор кој е напишан со црвена боја. Забележувате, имаме понудено 3 реченици. Во овие 3 реченици, одредени по еден збор во реченицата, е запишан со црвени букви. Симе е весело дете. Зборот весело ученици во првата реченица треба да го запишете со спротивно значење. Кој збор е спротивен од зборот весело? Потоа, во втората реченица ние имаме стар автомобил. Тука, зборот стар треба да го запишете со спротивно значење. И во третата реченица, денеска имав убав ден. Зборот убав треба да го запишеме со збор со спротивно значење. Ајде да се потрудиме. Во претходната вежба имавте само зборови, овде веќе се реченици, но вие треба да запишете одреден збор во реченицата, кој што ќе го запишете со спротивно значење од веќе понудениот збор кој е напишан со црвена боја. Се надавам дека ги запишавте спротивните зборови од понудените, а сега ајде да провериме. Симе е весело дете, ќе го замениме зборот весело со тажно и реченицата ќе гласи: Симе е тажно дете. Втората реченица, ние имаме стар автомобил. Зборот стар ќе го замениме со зборот нов и формулацијата на реченицата ќе биде: ние имаме нов автомобил, додека во третата реченица, денеска имав убав ден, зборот убав ќе го замениме со грд и ќе запишеме: денеска имав грд ден. Ајде да резимираме. Спротивно од весело е тажно, спротивно од стар е нов и спротивно од убав е грд. Што научивме ученици на овој час и што треба да запомниме? Научивме за зборовите со спротивно значење, а треба да запомниме дека зборовите со спротивно значење уште се викаат и антоними. Овие зборови ученици често се користат во устниот и писмениот говор. Тие се користат за опишување на предметите, суштествата и појавите. Задача за дома. Јас би ви дала една задача за дома да напишете неколку зборови кои имаат спротивно значење, но не од оние што веќе ги споменавме во нашиот запис, видеозапис, туку да напишете вие ваши зборови од левата страна, неколку, а од десната страна да ги запишете зборовите со спротивно значење и со тоа би го завршила овој наставен час.
Се надевам дека оваа наставна содржина ја проследивте со внимание, се надевам дека ви се допадна и се надевам дека уште нешто ново научивте од наставните содржини кои што се понудени во програмата за четврто одделение по македонски јазик. А сега ве поздравувам и ви посакувам се најубаво до следно видување. Поздрав!